Денешниот колаж од автомобилските меридијани е интересен и возбудлив. BYD го скрати времето на полнење на батериите на само неколку минути. Мерцедес го покажа интериерот на 4-вратниот AMG GT Coupe. MG ке гради фабрика во Европа, Denza Z9 GT со едно полнење поминува над 1000 километри, а од домашната сцена го имаме тестот на Fiat Grande Panda. Lexus ги објави американските цени на новата генерација на седанот ES и на изненадување електричната верзија е поевтина од хибридната. Разликата изнесува $2200. За стартна цена, малку под $50,000, купувачите добиваат скромни 220 конски сили и 485 километри автономија. За оние кои сакаат повеќе се нуди верзијата со 2 електромотора и погон на сите тркала која располага со 338 коњи. Хибридот пак чија основа е 2,5 литарскиот мотор развива комбинирани 243 конски сили. Радикално различен и подолг од сегашната генерација, новиот Lexus ES веќе нема да се произведува во Америка, туку ќе доаѓа од Јапонија. Цените за Европа се уште не се обелоденети. Се враќали General Motors на мала врата во Европа. Компанијата со назив GM Specialty Vehicles започна со продажба на неколку модели на концернот во Велика Британија. За почеток тоа ќе бидат Cadillac Escalade и GMC Yukon, придржувани од неколку теренци и пикапи на Chevrolet. Оваа компанија, која се представува како овластен дистрибутер на возилата на General Motors во Европа, своето работење го има започнато во 2020 година во Австралија и Нов Зеланд како наследник на една филијала за згаснатиот Холден. Возилата што ги нуди доаѓаат со целосна фабричка поддршка, гаранција, сервис и прилагодени и хомологирани според локалните прописи. Но цените по кои се нудат се значително повисоки од американските. Луксузниот Cadillac Escalade со моќната V изведба чини дури $200,000. Шкода станува важен актер во групата Volkswagen за електрични системи. Во Млада Болеслава е отворен нов погон за нивно составување, со што компанијата стана најголем производител на батерии во концернот. Има површина од 55,000 квадратни метри и со инвестиција од 205 милиони евра изграден е за помалку од една година. Со 131 индустријски робот и 84% на автоматизација има капацитет за производство на 335,000 батериски системи годишно, односно по еден на секои 60 секунди. Со примена на нови технологии и литиум железофосфатна хемија, постигнато е намалување на трошоците за 30%. За новиот процес на производство беа преквалификувани 600 вработени. Кинезите имаат нов електричен рекордер, барем така тврдат, бидејќи модернизираната верзија на Denza Z9 има најголема автономија видена досега, која според кинеските стандарди изнесува 1068 километри. Овој премиум модел доаѓа со 2 пакувања батерии и во верзии со погон на задните или сите 4 тркала со моќност помеѓу 500 и 1140 конски сили. На располагање во лимузинска и караван изведба, а покрај во чисто електрична изведба ќе биде понуден и како плагин хибрид кој комбинира 2-литарски турбобензинец и 3 електромотора.
И за него се ветуваат моќни бројки, 860 коњи и електрична автономија од 400 километри. Почетната цена во Кина му е пониска од $40,000, а ќе биде понуден и во Европа. Дамите го направија својот избор. За женски автомобил на годината го прогласија Nissan Leaf. Титулата ја освои во конкуренција од 55 модели, од кои како финалисти се издвоија 6 победници по категории. Покрај Leaf, тоа беа уште Шкода Elroq, Mercedes CLA, Hyundai Ioniq 9, Toyota 4Runner и Lamborghini Temerario. Покрај вообичаените критериуми, жирито составено од припаднички на понежниот пол од 54 земји од целиот свет, кај возилата го цени уште практичноста, едноставноста во користењето и вредноста за парите. Leaf доби пофалби за реалниот пристап кон електричната мобилност, балансот меѓу напредните технологии, перформансите и секојдневната употребливост. Јапонскиот автомобил за жените представува зрела и интелигентна визија за електрификацијата, употреблива и достапна за просечните семејства и нивните потреби. За Nissan пак ова признание е потврда на мисијата која Leaf ја има од самиот почеток, да ја шири идејата дека електричните автомобили не мора да бидат луксус, туку нешто сосема нормално. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Новата 800-волтна платформа на Мерцедес ќе доживее премиера во ексклузивниот AMG GT Coupe.
Иако се уште не се даваат податоци за перформансите од Штутгарт, со голема доза на самодоверба го покажа интериерот на купето со 4 врати. Базиран на концептот GT-XX, овој автомобил ќе има кабина проектирана како високоперформансен контролен центар со јасно ставен фокус на возачот. Мерцедес ја покажа внатрешноста на електричниот AMG GT 4-вратно купе. Базиран на концептот GT-XX, овој автомобил ќе има кабина проектирана како високоперформансен контролен центар со јасно ставен фокус на возачот. Главна улога има така наречениот AMG Race Engineer, систем кој овозможува прецизно подесување на однесувањето на возилото со помош на 3 ротирачки контроли кои се наоѓаат на централната конзола. Со нив се регулираат одзивот на педалите, агилноста и влечната сила, што му овозможува на возачот прилагодување на динамиката на автомобилот на својот стил на возење и условите на патот. Кокпитот е целосно дигитален со централен екран свртен кон возачот. Спортските седишта пружаат силна бочна поддршка, а атмосферата ја дополнуваат амбиенталното осветлување, панорамскиот покрив со променлива прозирност и новиот инфозабавен систем. Овој модел ќе биде поставен на нова 800-волтна платформа со батериски пакет интегриран во структурата заради зголемување на торзионата крутост и заштита при судари. За поголема безбедност поседува активни системи за контрола на навалувањето во свиоци и управувањето на сите 4 тркала. Каросеријата долга 5,2 метри е направена од алуминиум, челик и јаглеродни влакна, а надворешниот аудио систем имитира звуци на забрзување како кај бензинските возила. Концептот има погонски склоп со 3 електромотори и 1360 конски сили, а најавено е дека цел на Мерцедес ќе биде серискиот модел до 100 км на час да стигнува за помалку од 2,5 секунди. Ќе се произведува во фабриката во Зинделфинген, а идната година ќе му се придружи и кросовер. Благодарение на Доналд Трамп, возилата на Акура за прв пат ќе бидат достапни во Јапонија. Додуша само еден модел, Integra Type S, но моментот сепак представува историска пресвртница за марката, креирана скоро пред 4 децении како луксузна дивизија на Honda, пред се за американскиот пазар. Пазарот им е затворен, но кинезите се трпеливи. Ке дојде нивното време да ја освојат и Америка. Тоа го потврдуваат најновите студии во кои јасно се искажува отвореноста на новите генерации кон кинеските автомобили. За волја на вистината, некои возила под брендот на Акура и порано беа нудени на јапонските купувачи, но под ознаките на Honda. Заедно со спортската Интегра, која располага со 320 конски сили, своите шанси во земјата на изгре сонцето ќе ги испробува и кросоверот Паспорт, кој исто така се произведува во Соединетите Американски држави. Постојат индиции дека нареден модел кој би можел да биде понуден за веќе застарениот пикап Ridgeline. Треба да се спомене и дека возилата ќе бидат продавени во американска спецификација со волан на левата страна, што значително ќе им го ограничи пазарниот потенцијал. Се проценува дека вкупната годишна продажба би можела да достигне помеѓу 5 и 6 илјади примероци. Минатата година од Јапонија во Америка се извезени возила во вредност од 34 милиарди долари, а обратно само за околу 1 милиарда. Според најновите студии, дури 69% од испитаниците од генерацијата Z, кои сега се стари помеѓу 15 и 30 години, изјавиле дека би разгледале купување автомобил на кинеска марка.
Овој процент значително е повисок од вкупниот просек кој изнесува 38%, а резултатите уште сугерираат дека помладите луѓе имаат помали предрасуди према новите и непознати марки возила и дека повеќе се насочени кон технологиите, цената и опременоста. А токму тоа е и силна страна на кинеските производители, но ним сепак ќе им престои макотрпен пат. Во истражувањата уште се наведува дека најпрепознатливиот кинески бренд BYD имаат слушнато само околу третина од испитаниците, додека Chery, Geely и другите се сосема непознати за нив. Се повеќе вести пристигнуваат од кинеските производители. Сосема логично е што MG најавува отворање на фабрика на европско тло, бидејќи лани успеа да продаде 300.000 возила на стариот континент. BYD повторно е во фокусот на вниманието, овој пат со брзината на полнењето на втората генерација на батеријата Blade. Наполнач од 1500 киловати. Неизе и требаат само 9 минути да се наполни од 10 до 90%, а за само 5 минути да собере струја доволна за возење 400 километри. Ова е темел кој ќе ја смени перцепцијата за електричните возила. Кинескиот SAIC мотор е во завршна фаза во потрага по локација за изградба на фабрика за возила од марката MG во Европа. Одлуката ќе биде донесена многу брзо, бидејќи планот е да се започне со производство веќе наредната година. Новата фабрика представува неопходност бидејќи MG лани на европскиот пазар пласираше нешто повеќе од 300.000 автомобили. Како фаворизиран кандидат се издвои Шпанија, посебно регионот Галиција на северозапад на земјата заради добрите поморски врски со Велика Британија, која е најголем европски пазар за MG. Високи шанси има и Унгарија, која нуди силни државни субвенции и развиени логистички врски. Во конкуренцијата се уште се и Чешка, каде трошоците за работа се поповолни, а достапноста на делови и компоненти поголема, како и Турција, која се поагресивно ги привлекува кинеските автопроизводители. Не е исклучена ниту можноста за превземање на некоја веќе постоечка фабрика и засега не се знае кои модели би се произведувале. Глобално MG планира нови погони и во Мексико и Египет. BYD незапирливо напредува во развојот на своите електрични технологии. Новата генерација на Blade батериите се толку брзи што полначите се распоредени како пумпите на бензинските станици. Возачите доаѓаат, го приклучуваат возилото и за само неколку минути си одат, бидејќи полначите подржуваат струја до дури 1500 киловати. За да го издржа тоа, нивните кабли се опремени со систем за ладење со течност, да не кажеме антифриз. Тие веќе се тестираат во различни услови, а постигнатите резултати покажуваат дека 400 километри пат се обезбедуваат за 5 минути. Возилата пак се опремени со посебен систем со технологија која овозможува полнењето да започне за десетина секунди, без потреба за посебни апликации или дополнителна идентификација. Од BYD велат дека со промената на новите полначи и батерии ќе се смени и начинот за размислување на луѓето за електричните возила и со ваков пристап веќе ќе нема потреба да се опремуваат со големи, тешки и скапи батерии. Во план е во Кина да се изграда 4000 станици за полнење со ваква моќност, а за нивно промовирање BYD размислува на возачите да им понуди бесплатни количини струја.
Фиат секогаш имал одлични мали автомобили. Панда, кога се појави во средината на 80-тите години од минатиот век, веднаш го освои пазарот. После 40 и кусур години доаѓаме до новата нејзина интерпретација, наречена Гранде Панда. И самото име ви алудира дека е многу поголема, што е точно. Но многу поважно е што Фиат врз база на кутиестата форма која имаше претходната Панда ја изгради Гранде Панда, која сега делува како една модерна скулптура. Дизајнерите на Фиат успеа да направат повторно извонредно атрактивна појава. Предницата на новата Гранде Панда е извонредно интересна, пред се поради фаровите кои имаат LED технологија, а кога ги гледате како да ви се насмевнуваат или намигнуваат кога ја гледате. Насекаде е цитирано името на компанијата Фиат. Оваа форма делува како да е спортско корисно возило, но кога ја гледате од било кој агол, таа оддава дека е многу поголема. На меѓуоскино расстојание од 2,55 метри поставена е каросерија долга неполни 4 метри. Над лаковите на тркалата имаме 4 диагонални линии. Дизајнерите на Фиат не испуштија да го испишат името на моделот Панда. Тука имаме повторно знак Фиат со 4 диагонални линии. Тоа е знакот на Фиат кој се гледа и овде, кој беше употребен кога беше прв пат лансирана Панда. И на кромните носачи повторно го имаме испишано името Панда. Задниот дел го красат повторно многу форми. Пред се највпечатливи се стоп светлата кои се правоаголнести и длабоко навлегуваат во каросеријата, но светлосниот потпис кој е ставен тука дава еден посебен зачин на целиот заден дел. И повторно изгравирано Фиат и повторно изгравирана е Панда. Ова ме подсетува на летните месеци, кога сме на плажа и кога ќе се појави некоја истетовирана личност, вие не ја гледате поради неговиот физикус или незиниот физикус, туку се трудите да ги уочите тетоважите кои ги носат и да ги прочитате. Ова веројатно го имале на ум дизајнерите на Фиат, бидејќи од секој агол гледана Панда е истетовирана. И читајќи ги сите овие исписи, за малку ќе заборавев да го обврнеме вниманието на багажниот простор. Со своите димензии таа има сосема добра можност за складирање. 371 литар не е многу, но далеку е од малку за својата класа. Панда. Внатрешноста е повторно интересна и направена емотивно. Самите седишта се isprofilirani, додека на вратата повторно имаме испис Фиат. Поради висината имаме доволно простор на задната клупа, па и солиден простор за колениците. Предниот панел на Панда е извонредно интересен. Повторно збориме за многу надписи. Фиат, Панда, Made with Love и повторно надпис Bambux Bambo Fiber Tex. Омилената исхрана на Панда е бамбусот. Па затоа Фиат се потруди да повторно асоцира на својата Гранде Панда. Ова е изработено од бамбус, што е доста добро решение. Во внатрешноста имаме многу форми, пред се на
централната конзола. Забележувате дека тука е изгравирана старата панда. Повторно имаме многу форми во внатрешноста, посебно дифузорите за воздух кои се наоѓаат тука и од другата страна, се во форма на стоп светлата, правоаголности. Но секаде во внатрешноста блика со емоции. Секоја чест на дизајнерите на Fiat за интериерот, бидејќи тие успеа да направат многу поразличен интериер од останатите припадници на групацијата Stellantis, па дури и здодевната централна конзола на која се сместени прекинувачот за менувачот е поинаку изведен со индуктивен полнач за телефон. Нема што многу да се дискутира околу инструментаблата. Таа е 10-инчна, но за разлика од останатите припадници на групацијата Stellantis има поемотивна графика. Тоа не може да се каже и за екранот на допир, кој ја има истата концепираност како и братучедите, но радува дека на долниот дел има физички копчиња кои се задолжени за манипулација на вентилацијата. Fiat Grande Panda е задвижувана од благ хибриден систем. Тој е сочинет од 1,2 литрен трицилиндерски мотор и има интегрирано во 6-степениот автоматски менувач 23 киловатен електричен мотор. Ова консталација обезбедува 101 поњска сила, па веднаш како да порачува дека Гранде Панда и со своите димензии и со својата моторизација пред се е наменета за градско возење. Таа лесно се употребува на тесните градски улички, а бидејќи брзините на движење се многу мали, тогаш на сила стапува електромоторот кој се напојува од мала јон литиумска батерија, но сосема доволна да ве вози на струја до брзини не поголеми од 30 км на час. Моторот е впарен со 6-степен автоматски менувач. Неговото работење е многу лесно и во градски средини не можете да го почувствувате менувањето на преносите. Тоа иде тивко и без никакви драми. Кога сакате малку подинамично да забрзате, тогаш настапува на сцила малце поголемиот звук, но и поотсечното менување на брзините. На нерамните кружни текови во Дебар Мало се чувствува поголемите вибрации кои ги дава потврдото подпирање. Но тоа е проблем затоа што нашите улици се во извонредно лоша состојба. При вакво исползување на Гранде Панда потрошувачката е многу ниска. Јас успеав да изведам најнизок просек од 5,1 литар во градски услови, но кога се движите на булеварите, таа потрошувачка расте и до 6,7 литри, што и не е некој параметар кој треба да се критикува. Манипулирањето со Гранде Панда е лесно и ви представува големо задоволство секој момент поминат во неа. Пред се поради интересниот дизајн кој зрачи со оптимизам, а тој оптимизам се префрла и на возачот. Fiat по кој знае кој пат покажува и докажува дека
е еден од господарите на малите автомобили. Тоа ќе важи и за Гранде Панда, бидејќи нејзините компактни димензии, оптимистичкиот дизајн и убавиот амбиент кој го дава во внатрешноста се атрибути кои секогаш ќе бидат за овој модел. Со цена од 21.120 евра за најопремената верзија која се нарекува Ла Прима, ова е интересна солуција. Цената можам да кажам дека е добро позиционирана, а со благиот хибриден систем Гранде Панда може многу лесно да ги земе купувачите на помалку здодевните модели, посебно од јапонските производители кои се опремени со благ хибрид или пак со самонапојувачки хибрид. Кога ќе излезете од тесните улички и се приклучувате на буливарите или поголемите сообраќајници, веднаш го слушате звукот, типичниот звук на 1,2-литарскиот трицилиндерски мотор. Тој, подпомогнат со електромоторот, линеарно ја движи Гранде Панда низ сообраќајот. Но, кога ќе постигнете 50 км на час, тука завршува приказната. Повторно моторот се гасне и на сила стапува така нареченото едрење, односно користењето на акумулираната електрична енергија. Одамна не сум возел автомобил кој зрачи со оваков оптимизам и естетика која ја поседува Гранде Панда. Ова е возило кое секогаш ќе ве направи расположен. Јас ви благодарам на вниманието и се гледаме следната сабота во истото време. До гледање.